Книга 6, страна А, Исус Учителот. Здраво, пријателе! Дозволи ми да те запознаам со најголемиот учител на сите времиња. Неговото име е Исус. Слушај ја внимателно касетата и гледај ги сликите. Погледни на следната слика кога ќе го слушнеш сигналот. Слика 1. Исус го поучува народот. На оваа слика Исус го поучува народот за Бог. Бог не создал сите. Тој е единствениот вистински Бог. Луѓето се одделија од Бога поради нивниот грев и лошиот пат по кој одеа. Сепак Бог ги сака сите луѓе. Исус дојде од Бога. Тој знае се за Бог. Исус дојде за да го поучи народот како да го познава Бога. Продолжете со слушањето на касетата и јас ќе ви кажам што Исус го поучуваше народот. Така и ти ќе го запознаеш вистинскиот Бог. Слика 2. Два начина на градење куќа. Исус каже на парабола за двајца мажи. Едниот изградил куќа на карпа. Таа е изградена на цврст темел. Кога бурата наиде, куќата не падна. Другиот пак човек ја изгради својата куќа на песок. Кога бурата наиде, куќата се сруши. И ние треба да го градиме нашиот живот на цврст темел. Цврстиот темел на животот е учењето на Исус Христос. Ако го спроведуваме Христовото учење за Бог, тогаш ќе бидеме цврсти. Кога неволите на животот ќе дојдат, ние ќе останеме цврсти и непоколебливи. Дури ни ѓаволот не ќе може да не уништи. Слика 3. Светлото треба да се гледа. Што треба да правиме со светлото? Еден човек на оваа слика го држи светлото на високо, за да дава светлина на сите луѓе во куќата. Другиот човек е неразумен. Тој го крие своето светло под кошница. Исус е светлината на овој свет. Тој ни го покажа патот до Бога. Кога ги почитуваме неговите заповеди, другите луѓе можат да ја видат Божјата светлина во нас. Исус рече: вашата светлина нека свети пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Татко Небесен. Не смееме да ја криеме Божјата светлина. Сите луѓе треба да ја видат и да слушнат за Исус Христос. Тогаш и тие ќе имаат можност да одат по патот кон Бога. Слика 4. Римјанин претепува евреин. Погледни, римски војник тепа евреин. Војникот ја зеде на метката на евреинот. Како би требало да постапи тепаниот? Исус му рече на народот: не се одмаздувај на оној кој ти греши. Ако некој те удри по десниот образ, сврти му го и другиот. Ако некој ти го побара палтото, дај му ја и кошулата. Не смееме да се одмаздуваме на оние кои не повредиле. Зошто не? Затоа што Господ рече: јас ќе се одмазнам. Бог ќе ги казни сите престапници, или во овој живот, или после смртта. Исус рече да му враќаме на злото со добро. Слика 5. Молење на Бога. На оваа слика двајца мажи се молат на Бога. Едниот стои на улица повторувајќи долги молитви. Тој сака луѓето да видат колку е побожен, за да придобие чест од луѓето. Бог не одговара на такви молитви. Исус не поучи: кога се молиш, оди во твојата соба, заклучи се и помоли му се на Бога. Бог, кој гледа се што е тајно, ќе те награди јавно.
Бог знае што ни е потребно. Не мора да го повторуваме тоа повеќе пати во нашите молитви. Во молитвите најпрвин треба да го славиме Бога и да се молиме за другите. Мораме да побараме прошка од Бога за нашите грешни дела кои сме ги извршиле и да го молиме да не заштити од ѓаволот. Слика 6. Злобен човек се е какол. Еден злобен човек посеал какол на туку-што посеаното поле. Тој е непријател на собственикот на полето. Собственикот не го искорна каколот, за да не му наштеди на житото корнејќи го каколот. Тој чекаше до времето за жетва. Тогаш го оддели каколот од житото и го изгоре каколот. Пријателе, ѓаволот посеал лоши луѓе помеѓу Божите луѓе на овој свет. Кога ќе се исполни времето, Исус ќе се врати. Тогаш ќе ги оддели лошите од Божите луѓе. Потоа ќе ги земе своите за да бидат со него, а лошите луѓе ќе бидат фрлени во огнениот пекол заедно со ѓаволот. Слика 7. Исус и децата. Еден ден луѓето ги донесоа своите деца кај Исус. Тие сакаа Исус да ги благослови нивните деца. Но учениците на Исус ги запираа. Исус не беше задоволен со нивната постапка, затоа им нареди на своите ученици: оставете ги децата да доаѓаат кај мене, затоа што на таквите им припаѓа Царството Божјо. Исус исто така им кажа на учениците: ако не станете како мали деца, нема да можете да влезете во Божјото царство. Ова значи, кој ќе се понизи како дете, ќе биде најголем во Царството Божјо. Пријателе, оние што се горди и мислат дека се поголеми од другите, не може да бидат вистински следбеници на Исус. Слика 8. Овчарот и овцата. Исус ја кажал и оваа споредба. Еден човек имал 100 овци. Една му се изгубила. Човекот ги оставил 99-те и отишол да ја бара едната која се загубила. Кога ја нашол, бил порадосен заради таа една овца, отколку за 99-те кои биле безбедни. На истиот начин, Бог не сака никој да се изгуби или да се одвои од него. Ниту да го следи патот на ѓаволот. Исус е наречен добриот пастир, бидејќи дојде да ги спаси луѓето кои се загубени и одвоени од Бога. Слика 9. Слугата кој не простуваше. Еден слуга му должеше на својот господар голема сума на пари кој никогаш не можеше да му ги врати. Господарот нареди слугата да биде продаден како роб. Слугата го молеше за милост и господарот му се смилува. Му го прости долгот и го пушти. Одајќи си, слугата сретна човек кој му должеше малку пари. Тој лош слуга за малку ќе го задавеше неговиот должник и го прати во затвор. Други слуги го виделе тоа, па му го кажале на господарот. Тој се разгневил, го повикал лошиот слуга и му рекол: требаше да се смилуваш на твојот другар, како што јас ти се смилував. Господарот го стави лошиот слуга во затвор за секогаш. Пријателе, Бог ќе ни прости се што сме сториле, но и ние мораме да простуваме на секој што ни сгрешил. Слика 10. Работниците ја добиваат својата плата. Овие работници на сликата дојдоа да ја подигнат својата плата. Првиот, на кого му се плаќа, беше повикан при крајот на денот. Тој работеше малку, но газдата беше милостив и му даде еден сребреник кој е плата за цел ден. Следниот човек
работеше половина од денот, а последниот работник цел ден. Но сите добија иста плата. Работникот кој работеше цел ден се пожали. Тој сакаше повеќе пари. Газдата му рече: пријателе, не сум неправеден према тебе. Ти се согласи да работиш за мене за еден сребреник. Јас имам право да правам со моите пари што сакам. Дали си можеби луд затоа што сум даражлив кон другите? Исто така Бог ќе им даде вечен живот на оние кои веруваат во Исус. Тоа не е плата за правење добро. Тоа не е заработено. Туку е дар од Бога за сите кои ја прифаќаат неговата дарежлива понуда за спасение. Слика 11. 5 девојки пред затворена врата. Исус кажа и друга споредба. Овој пат за 10 девојки. Тие го чекаа младоженецот да дојде за да почне свадбата. Младоженецот се забави и пристигна изненадувачки на полноќ. 5 девојки беа подготвени да го пречекаат, во нивните ламби имаше масло. Ги запалија и отидоа на гозбата со него. Но другите 5 беа неразумни. Тие немаа масло во нивните ламби. Мораа да одат и да си купат. Додека ги немаше, вратата се затвори. Кога се вратија, почнаа да викаат: пуштете не внатре! Младоженецот одговори: не може, не ве познавам. Пријателе, Исус е сега на небо, но еден ден тој ќе се врати на земјата. Ама не знаеме кога. Мора да бидеме подготвени да го сретнеме во секој миг. Исус ќе ги земе подготвените да бидат со него во небото, а оние кои не се спремни нема да влезат во рајот. Слика 12. Царот и слугата. Како да бидеме подготвени за доаѓањето на Исус? Човекот на оваа слика само што се вратил од службен пат. Додека бил на пат, неговите слуги се грижеле за имотот. Тие ги вложија парите и заработија со нив. Кога се врати царот, ги награди двајцата. Третиот слуга ги сокрил парите на царот. Тој не заработил ништо со тоа што му било доверено. Царот се налутил затоа што слугата бил мрзлив. Го исфрли слугата надвор од куќата. Исус сака да работиме за него додека да се врати. Ние треба да ги сакаме другите луѓе, да им помагаме и да ги учиме за Бог. Само така Исус ќе може да ни каже: добро си сторил, слуго мој, дојди и учествувај во мојата радост. Исус го поучуваше народот за Бог, но исто така тој им покажа дека има голема моќ дадена од Бога. Гледај ги сликите и премини на следната кога ќе го слушнеш овој сигнал. Слика 13. Крштевањето на Исус. Пре многу години во Израел живееше човек по име Јован Крстителот. Тој го предупредуваше народот да се одврати од нивните зли патишта и да веруваат во единиот Бог. Оние кои му поверуваа на Јован беа крстени од него во вода. Тоа беше знак дека сакаат Бог да им прости и да ги очисти од нивните гревови. Јован исто така проповедаше: по мене доаѓа еден кој е помоќен од мене. Тој ќе ве крштева во светиот Божи дух. Во тоа време Исус дојде кај Јован. Тој никогаш не сгрешил, но сепак сакаше да се крсти. Додека Исус излегуваше од водата, нешто чудесно се случи. Светиот Божи дух се сипна над Исус во вид на гулаб и Божи глас се слушна од небото кој велеше: ти си мојот син, кој ја врши мојата волја. Од тогаш Исус правеше многу чуда
и луѓето видоа дека има Божја сила во Исус. Слика 14. Исус ги повикува своите ученици. На Исус му беа потребни луѓе кои ќе му служат. Тој сакаше да ги научи се за Бог, за и тие да поучуваат други. Еден ден, додека Исус се шеташе покрај езерото, забележа 4 рибари. Исус им рече: "Следете ме и јас ќе ве направам ловци на луѓе." Тие веднаш ги оставија своите мрежи и појдоа со Исус. Тој избра уште 8 други луѓе. Овие 12 луѓе станаа негови апостоли. Тие беа Христови следбеници, а самиот Исус ги нарекуваше своји ученици. Тие ги гледаа чудата кои ги правеше Исус и дознаа дека тој дојде од Бога. Ако го слушаме Исус и ако го следиме, и ние ќе видиме дека тој е од Бог. Тој сака да не научи се за Бог, за да може и ние да ги поучуваме другите. Слика 15. Лепрозен човек. Еден лепрозен човек дојде кај Исус. Тој клекна пред Исус и го молеше: "Ако сакаш, можеш да ме очистиш." Другите луѓе се плашеа да му се приближат заради неговата заразна болест. Но Исус беше исполнет со сочувство и со жалување за него. Исус го допре и му рече: "Сакам, биди чист." Наеднаш лепрозниот оздраве и беше очистен. Човекот беше толку среќен да кажуваше секому што му направил Исус. Пријателе, гревот е како лепра. Не разделува од Бога, но ако дојдеме кај Исус, тој ќе не очисти од сите наши гревови. Слика 16. Спуштање на болен низ покрив. Исус беше во една куќа и ги учеше луѓето за Бога. 4 мажи донесоа парализиран човек, но не можеа да влезат во куќата бидејќи имаше гужва. Затоа тие отворија дупка во покривот и го спуштија фатениот низ дупката. Исус му рече на болниот: "Чедо, простени ти се гревовите." Некои еврејски водачи беа гневни на Исус. Тие велеа: "Единствено Бог може да простува гревови." Тие не веруваа дека Исус е Бог. Тогаш Исус му рече на болниот: "Стани, земи ја постелата и оди си дома." Фатениот беше исцелен. Исус им покажа на луѓето дека тој е вистинскиот Бог. Тој ја има власта и моќта да простува гревови, како што има моќ дадена од Бога да ги исцелува нашите болести. Слика 17. Исус исцелува исушена рака. Овде го гледаме Исус со еврејските водачи. Беше посебен ден кога евреите го обожаваа Бога. Нивниот закон велеше никој да не работи во тој ден. Таму беше присутен и човек чија рака беше исушена. Евреите внимаваа на Исус да не го исцели човекот во тој ден. Исус се грижеше за луѓето, но еврејските водачи немаа сочувство за луѓето како што имаше Исус. Тие сакаа Исус да го прекрши нивниот закон, за да имаат право да го убијат Исуса. Исус ги праша еврејските водачи: "Што дозволува законот да се прави во овој ден? Да се помогне или да се наштети на човек?" Евреите молчија. Исус му рече на човекот: "Испружи ја раката." Тој ја испружи раката и сите можеа да видат дека неговата рака стана здрава. Пријателе, ние треба да го обожаваме Бога.
но треба да се грижиме и за другите луѓе. Во спротивно, нашето обожавање на Бога и нашата вера ќе бидат празни и беззначајни. Слика 18. Исус ја смирува бурата. Исус и неговите ученици преминуваа преку езеро. Најнаш ги зафати страшна бура. Водата почна да навлегува во коработ и тој почна да тоне. Исус спиеше кај кормилото. Неговите ученици го разбудија и му рекоа: Господи, Господи, загинуваме! Исус стана и заповеда на ветрот и на брановите: Молкни, престани! Бурата веднаш престана. Исус им рече на своите ученици: Зошто се плашите? Зарем не ми верувате? Учениците беа зачудени и се прашуваа: Кој е овој на кого и ветрот и брановите му се покоруваат? Пријателе, Исус има власт над секое создание и над целата вселена. Да му веруваме и да не се плашиме. Слика 19. Болна жена се допира до Исус. Жената во оваа гужва била болна 12 години. Таа знаеше дека единствено Исус може да ја исцели, но се плашеше да му проговори. Таа си велеше во себе си: Само ако се допрам до работ на неговата облека ќе бидам здрава. Жената се допре до неговата облека и најнаш оздраве. Исус почувствува дека излезе сила од него. Тој застана и праша: Кој е тој што ме допре? Имаше многу луѓе околу Исус, но жената знаеше дека тој мисли на најзе. Таа приде исплашена и клекна пред неговите нозе. Исус и рече: Твојата вера те исцели. Оди си во мир. Постојат многу луѓе во овој свет, но Исус го познава секој човек поединечно и се грижи за него. Тој се грижи и за тебе. Исус сака ти да дојдеш кај него и да веруваш во него. Слика 20. Исус оживува мртво девојче. Јаир бил влијателен човек. Неговата ќерка била многу болна. Тој го повика Исус да дојде и да ја исцели. Но уште пред Исус да дојде кај него дома, таа умре. Исус му кажа на Јаир: Не плаши се, само верувај. Луѓето плачеа од тага, но Исус ги истера надвор од куќата. Ги зеде со себе Јаир и жена му таму каде што лежеше девојчето. Исус го фати девојчето за рака и му рече: Девојче, стани. Веднаш девојчето стана и почна да оди наоколу, па и дадоа потоа да јаде. Најголемото оружје на ѓаволот е смртта. Но Исус има власт над смртта. Оние кои веруваат во Исус и го следат Него, нема потреба да се плашат од смртта. Исус е посилен од ѓаволот, од гревот и од смртта. Слика 21. Исус и туѓинката. Една туѓинка дојде кај Исус. Нејзината ќерка била опсената со лош дух. Таа го молеше Исуса да го истера демонот од ќерката. Исус беше евреин кој дојде да им помогне првенствено на евреите. Дали требаше да даде предност при помагањето на туѓинците или на својот народ евреите? Давањето предност на туѓинците беше слично како да ги храниш кучињата додека децата гладуваат. Тоа и го кажа Исус и на жената. Но жената му одговори: Но и кучињата јадат од трошките што паѓаат од масата. Исус и рече: Имаш голема вера во мене. Нека ти биде како што побара. Кога жената отиде дома, ја најде својата ќерка ослободена од демонот. Исус ги сака и се грижи за сите луѓе од сите народи.
Тој сака да му веруваме, без разлика кои сме или од каде сме. Слика 22. Исус и глувонемиот човек. Некои луѓе донесоа еден човек кај Исус, кој беше глувонем од раѓење. Исус ги стави своите раце на неговите уши, потоа ја допре устата на човекот. Погледна кон Бога во небото и заповеда: отвори се. Во истиот миг, глувонемиот почна да слуша и да зборува течно. Луѓето беа восхитени и велеа: се што Исус прави е добро. Тој прави глувите да слушаат и немите да зборуваат. Исус може да ги отвори и твоите уши, за да можеш да го слушнеш и разбереш Божиот збор, односно Библијата. На тој начин и ти ќе го прославиш Исус и ќе зборуваш со јаснотија за Него. Слика 23. Исус исцелува слеп човек. Еднаш Исус сретна слеп човек надвор од селото. Тој плукна на земја, направи кал, му ги намачка очите на слепиот и го праша: дали гледаш нешто? Човекот почна да гледа помалку и одговори: ги гледам луѓето како да одат, но како да се дрвја. Исус ги допре повторно неговите очи. Потоа слепиот можеше да гледа јасно. Пријателе, ѓаволот го прави нашиот дух слеп, за да не можеме да ја видиме вистината за Исус. Затоа, мораме да го молиме Исуса да ги отвори очите на нашиот дух и на нашето срце. Така ќе ја дознаеме вистината за Исус. Слика 24. Исус исцелува младич опсенат од демон. Таткото го донесе својот син при Исус. Младичот имаше демон кој често се обидуваше да го убие. Кога демонот го здогледа Исуса, го фрли момчето на земјата во страшни грчеви. Таткото викаше: ако можеш да сториш нешто, помогни ни. Исус одговори: се е можно за оној кој верува во Бога. Исус му заповеда на демонот: излези од него. Демонот со силен извик излезе и повеќе не се врати во момчето. Исус има власт и моќ над сите духови во физичкиот и во духовниот свет. Скоро после овој настан, еврејските водачи го убија Исуса. Тогаш се случи чудото на чудата. Исус воскресна од мртвите. Исус го победи ѓаволот и ја победи смртта за секогаш. Тоа беше можно затоа што Исус е единствениот вистински Божи син.